Благодарам, јас ќе одговорам од тука, бидејќи имам и некои податоци, па полесно е за презентација. Мислам дека, како што кажа и останатите некои од претходните говорници, оваа влада навистина доби на маса многу проблеми, тешки проблеми и сите треба да ги решава одеднаш. Тоа е голем предизвик, но тоа е исто така и шанса за голем успех. Го спомнавте преговорите со Бугарија, премиерот говореше за тоа, сигурно и министерот за надворешни ќе го коментира тоа, така што јас само во однос на процесот ќе кажам неколку работи и ќе се осврнам повеќе на делот на подготвеност. Мислам дека по прв пат во однос на процесот на преговори со Бугарија, по прв пат оваа година воспоставивме систем на рационални разговори кои што се водат на повеќе теми, разговори кои што ги даваат некои диверзификација, по-добро кажано, диверзификација на темите на кои разговараме. Процесот престана да биде заробен само од одредени прашања, пред се поврзани со историјата, и тој нов пристап и нова енергија мислам дека даваат резултати, без разлика на сите пречки. Она што нам ни е најважно е да се обврземе и се обврзавме тој диалог да се води достоинствено, од духот на меѓусебното почитување и европските вредности. Реализиравме и конкретни проекти, ги подобривме односите и интензивиравме комуникацијата. 5 работни групи направија многу и мислам дека секој од министрите добро е да каже во својот дел што имаат направено, но таа енергија треба да искористиме за време на оваа година и за време на француското претседателство да се обидеме да направиме сериозен напредок и решение. Добриот контекст е што токму Франција претседава во моментот со Европската унија, затоа што е една од највлијателните држави во Европската унија, а претседателот Макрон лично се залага за напредок на евроинтеграциите на Западниот Балкан, особено по воведувањето на новата методологија. Јас лично мислам дека траекторијата на движење која што ја воспоставивме со новиот пристап со владата на Бугарија е таа единствена која што може да не доведе до некаков успех. Сите пречки кои што се јавуваат по патот, јас ги гледам како напори на радикалните националисти од двете страни на границата да не успееме во нашите напори. Битно е дали ќе успееме ние како рационална, прогресивна, проевропска влада или ќе дозволиме да преовлада радикалниот национализам. Ние сме подготвени да ги продолжиме овие разговори, секако грижејќи се за нашите клучни национални интереси. Нашиот клучен национален интерес е заштита на македонскиот јазик и македонскиот идентитет, но исто така и клучен национален интерес ние заедно со таа заштита на идентитетот да ги почнеме преговорите за членство после 17 години. Во однос на подготвеноста, можам да кажам дека Северна Македонија е една од државите кандидатки со најдолг стаж. 17 години го имаме статусот на кандидат, а 2001 сме прва држава која што неколку кратко време пред Хрватска го потпиша договорот за стабилизација и асоциација. Кратко време, односно заедно со Хрватска стекнавме и кандидатски статус, така што имаме навистина Хрватска денес 9 години е веќе членка, ние ги чекаме преговорите. Во меѓувреме не сме чекале, сме имале периоди и на напредок и на назадување, но последните 5 години се периоди на интензивен напредок во делот на европските интеграции и тоа е време да се верификува. Ако гледаме и по податоците, со оглед на процесот на стабилизација и асоциација кој трае веќе, рековме, скоро 20 години, и по сите оние напори што ги правиме како во редовното известување кон Европската унија, имаме некое ниво на 45% подготвеност или усогласеност со системот на Европската унија. Тоа не е воопшто малку и тоа ветува дека кога ќе ги почнеме преговорите, тие нема да траат предолго и нема да траат премногу во однос на исполнувањето на условите и усогласување на нашиот систем. Најдобар репер за тоа се извештаите на Европската комисија, извештаите секоја година, особено сме добиле од 2009 наваму многу пати
позитивни извештаи, некои биле со повеќе, некои со помалку критики и напредок, но последните 4-5 години навистина добиваме добри извештаи кои што и ги верификуваат успесите, но исто така и ги препознаваат слабостите кои што ни даваат мотив да продолжиме напред. Последниот извештај само ќе го земам и ќе го искоментирам кратко. Нивото на подготвеност на Република Северна Македонија е најголемо, највисоко во регионот. Дури е повисоко од некои држави кои што веќе 10 години преговараат, например Србија и Црна Гора. Ако одиме и по кластери, нема да одам во детали, меѓутоа еве во првиот кластер темели стоиме подобро дури и од државите кои што преговараат. Така што имаме добра стартна позиција, но она што е многу важно е да ни се даде прилика да почнеме. Нашите европски интеграции, покрај напорите што ги правиме во овие први 100 дена да заживееме целата структура, нашите европски интеграции премногу долго се жртва на билатерални политички прашања и затоа е време што поскоро да го затвориме, да ги затвориме тие прашања на правилен начин и со достоинствени решенија, за да можеме да се посветиме на вистинските реформи во делот на трансформација и европеизација на нашето општество и нашата држава, и за да можеме што побрзо да бидеме горда членка на Европската унија. Работиме на тоа секој ден, реформите се за нас, реформите се за дома, не ги правиме за други, но очекуваме тоа да се валоризира. Работиме како секретаријат и многу на заживување на ИПА структурата, секторските работни групи, подобрување на координацијата, на донаторската координација. Идната недела организираме и голема конференција на сите донатори и Европската унија и билатералните донатори со цел да направиме максимум од она што ни се пружа како помош и да ги исполниме нашите реформски приоритети. Убеден сум и оптимист сум дека во моментот кога ќе почнеме преговорите сме доволно подготвени за да одиме брзо, ефикасно и тоа граѓаните да го видат. Благодарам.